Ја прашам. Текстот на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на Тешки муавети Среда Едишн со мене, Стефчо Јакимовски и Милош Минич. Милош Минич, иначе министар иностранних послова, Социјалистичка федеративна република Југославија. Добро. Ова пуно због унапреđenja. Добро. Па не знам колку напредување од како беше одвоен обвинител на министар за надзор. Да, од обвинител на Југословенска народна армија постае министар иностранних послова. Па не, затоа не знам колку е тоа унапредување. Денес ќе зборуваме за 10% инфлација, за кој што НБРМ имаше собствена анализа. Најавена е, или председателот на регулаторната комисија Марко Веселиновски најави изголемување на цената на струјата. НБРМ исто така е зголеми и дисконтната стапка или референтната каматна стапка за 0,25%, тоа значи зголемување на цената на кредитите, тоест на каматите на кредитите за реалниот сектор и за граѓаните. Не смееме да ја заборавиме и темата за Охридската архиепископија, а тоа е за МПЦО-а, или како што велат од ФАНАР, само Охридска архиепископија, при тоа ставајќи ни забрана да користиме македонска православна црква, македонско, македонски и Македонија. Мислам дека тоа е и вака најбитната тема која што овие денови е и најактуелна во јавноста. Какво е твоето размислување, Јакимовски? Што не ни е јасно? Све ни кажаа луѓето на почетокот дека терминот македонски не може да имаме ни ексклузива со договорот во Нивица и тоа е тоа. Сега се последиците од договорот. То прво уште ќе има. Сега ни игра прво као клацкалица. Сега малку грците, сега бугарите повише, пак и ни се вратат после грците. Се откажавме од диаспората, од терминот македонски. Не може, ние трейдмарката не можеме да имаме. Се тоа работи кои што си сносиме последици. А нас лагани се чиниш. Представата во јавноста е само името и ништо друго. Промена на името и промена на уставот а уште 20 работи има внатре. Меѓу другото, терминот македонски според тој договор ние не смееме да го користиме. И сега? Сега што ќе кажат лажовите? Што ќе кажат тие што не апсеа, што ни правеа циркузи, за да ги подпишат овие работи? Ај тоа, ама што ќутат од црквата? Малку само како увертира пред ова да продолжиме со разговорот, инаку пред 2 дена Вселенската патриаршија ја крена 55 годишната шизма која што ја имаше врз МПЦ-ОА, прогласувајќи нашата црква за расколничка црква. И сега не сме расколничка црква, но не сме ни автокефална. За да бидеме автокефална треба сите цркви од светот да се согласат да ни дадат автокефалност, а во моментов Српската православна црква не сака да учествува во таква одлука, тоест да ни дадат томост за автокефалност на МПЦО. Резултат на таа борба е оваа ситуација во која што МПЦ се брише од името на нашата црква, останува само Охридска архиепископија. Според соопштението од ФАНАР, ќе читам, за име на оваа црква го признава Охрид и се мисли само на подрачјето на незината јурисдикција, само на териториите на државата Македонија. Без тоа претходно, како што написано и беше ветено во Вселенската патриаршија и незиниот примат, со исклучување на терминот македонски или било кој друг дериват од зборот Македонија. Тоа стои во соопштението на Вселенската
патриаршија. Од тука и ова што го кажа Екимовски сега, сметаш дека е последица од договорот од Преспа или од Нивица? Све од договорот од Преспа, Нивица исто. Ама ке нас беше ова презентирано како голем успех, како Тамо треба тие што направи ова смрт со бесење. Што не ни јасно? Што не ни јасно? Последиците не ни се јасни цело време. И они кажуваат, ние сме влегле во НАТО, ние сме влегле во НАТО, ние сме влегле во НАТО. А цело време ја зборувам што дадовме за да влеземе во НАТО. Еве, меѓу другото и црквата. Меѓу другото ја даваме юрисдикцијата на нашите цркви во диаспората. да, тоа кажува. Уште колку новини ќе излегуваат, значи колку компири ќе излегуваат од подземја. Ќе биде многу интересно. То прво ќе дознаеме. И тоа све мирно си го прифаќаме. Да, јас барем сметав, се надевав дека ако некој чепне по црквата, тоа ќе биде... Пробај пипни у грчката црква да видиш што ќе се случи. Војна ќе избие. Пробај у грчката црква да пипнеш. Ќе гори. Искрено мислев дека верниците од Македонија, ако се чепне по црквата, ќе реагираат малку пожестоко и дека ќе има некаков резултат од ова чепкање по верата. Извини, Александар, нешто што... ама прво треба да реагираат тие што плата зимаат за тоа, а второ, нити требало да дозволат, нити да се согласат со вакво нешто тие што за тоа се повикани и избрани и се пред народот и што зимаат плата за таа работа, па после верниците. Ама добро еве, тие не реагирале. Мислам дека Тимотеј, извинете, само ќе ве прекинам, имаше денеска онaj портпарол на МПЦ, митрополитот Тимотеј. Тој вели на кратко Охридската архиепископија не е понижувачко име, во себе содржи 10 вековна историја. Ќе прочитам еден цитат. Светиот архиерејски синод на МПЦОА изрази најсрдечна благодарност до Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј за синодалниот акт за признавање на каноничноста на нашата црква. Тоа значи дека од сега сослужувањето со останатите православни цркви свештенството ќе ги држи како МПЦ, истакна Тимотеј. Тој воедно вели, како што кажав уште на самиот почеток, дека Охридска архиепископија не било понижувачко име. Ама не било Охридска архиепископија понижувачко име, ама мора тука и да го прочитам српскиот историчар Александар Раковиќ, да се согласувам со Екимовски дека е малку порадикален српски националист, но ова има некаква логика. Вели во изјава за Радио Белград, тој тврди дека, барем според неговата анализа, Македонската православна црква се согласила Цариградската патриаршија да одземе најмалку 3 епархии од диаспората, односно 1/4 од незините епархии со стотици илјадници верници. Според Раковиќ го коментира името на МПЦ, тоест во соопштението на Вселенската патриаршија се вели дека Охридската архиепископија има юрисдикција само на територијата на Македонија, но не и надвор, не и во диаспората. Тоа значи дека во диаспората сега ние немаме право на МПЦ на наша црква. Некои велат, или барем Раковиќ вели, дека на ваков начин, ова е незрел гест, според него, на Македонската православна црква, кои сега верници во диаспора би припаднале под грчка хиерархија на Цариградската патриаршија. Многу е логично прашањето. Значи, нашите цркви би припаднале на грчката патриаршија во диаспора. Да. Тоа значи не е на грчката патриаршија. Грчки попови ќе слушат таму. Да. Еве околу побрзо, брат, ако сакаш, меѓутоа, пошто застана на меѓутоа, само колку да се навратиме на оно што го зборевме пред овие технички проблеми, зборуваме за Македонската православна црква, Охридска архиепископија, кревањето на шизмата и бришењето на зборовите Македонија, македонска, македонско.
и прифаќањето од страна на нашите владици таква одлука на Вселенската патриаршија да биде подпишана. Тоа Милош мислам дека подобро има подобри информации затоа што мислам дека пишуваше текст. Какво е соопштението на Вселенската патриаршија, Милош? Како што само момент да. Како што кажа Мечка и ти, во соопштението на Вселенската патриаршија се вели: за име на оваа црква го признаваме Охрид. Се мисли на подрачјето на нејзина юрисдикција само на териториите на државата С Македонија. Како што тоа и написмено и беше ветено на Вселенската патриаршија и на нејзиниот примат, со исклучување на терминот македонски или било кој друг дериват од зборот Македонија. Се вели во сообщението на ФАНАР, односно на Вселенската патриаршија. Сега, тоа е моментот, мислам дека кој што многу ги загрижува македонците, кои што во изминативе години го загубија своето име. Во преговорите со Бугарија, бугарите се трудат да го земат македонскиот идентитет и јазик, а по се изгледа дека сега ја губиме и црквата. Ако црквата не е македонска, ако црквата не е на македонците, ако црквата не е на Македонија, чива е таа црква? Сите ние тука во просторијава знаеме за кое е значењето на Охридската архиепископија. Значи знаеме дека таа архиепископија имала 10 века историја, но Македонија како територија, како држава, како народ што живее и македонците на оваа територија имаат 3 милениума историја. Тоа све ќе го заборавиме? Тоа е мислам дека најголемата загриженост на граѓаните, а и ова што го вели Раковиќ, значи српскиот аналитичар, дека можеби ќе ја изгуби МПЦ юрисдикцијата во 1/4 од своите епархии во странство, навистина загрижува. Загрижува и молкот на, се разбира, од МПЦ, освен ова соопштение од Тимотеј. Највеќе ме загрижува, Милош, мене молкот и не превземањето на никаква активност, не кревањето на глас на верниците на МПЦ. Ја колку што се секам, нашиот архиепископ немал средба со Бартоломеј. Колку што се секам, таму средба имаа политичари. Со Бартоломеј, да, имаа политичари и неколку странски амбасадори. И? Од Македонија, странски амбасадори во Македонија. Тоа значи политичарите го договориле, а веројатно синодот, ако се сложил, Па Вселенската патриаршија тврди дека синодот има сложено и дека има подпишано ваков договор. Милош? Да. Точно во соопштението од Вселенската патриаршија се тврди дека некој од предпоставувам дека од Македонската православна црква подпишал документ во кој што се согласува дека ќе се исклучи терминот македонски. Што го подпишала МПЦ. Ама кој МПЦ би можел да подпише, тој би можел само некој не може без одлука на синот тоа да биде подпишано. Така е. Без одлука на синот тоа не би можело да се подпише. Кој би го подпишал, кој би имал мандат да подпише таков документ со Вселенска патриаршија? На 25 декември, еве пред мене сега читам, се подсетувам, има писмо од архиепископот Стефан до патриархот Вартоломеј. Но овде се работи за лекување од ковид, за побрзо закрепнување. Нема ништо друго. Има средба помеѓу Пендаровски и господин Стефан, која што се случила откако Пендаровски го посетил Вартоломеј. Сега ниту тогаш не сакаше господин Стефан да коментира што се случило. Но види, Александар спомена за верниците. Мене не ми е чуден моментот што верниците во оваа ситуација не коментираат и не прават ништо. Па тие, како и целиот македонски народ, се предадени. Предадени од оние кои што биле на позиција да ги штитат македонските национални интереси. Не знам што треба да очекуваме, еве да одиме да ги запоседнеме црквите, да бараме како верници одговор од Македонската православна црква, што е таму договорено, за што се работи, зашто се преговара во тајност, кога знаеме дека Македонската православна црква е еден од столбовите на македонскиот национален идентитет. Јас не можам, еве,
ако Јас да отвориме Јас дебата. сепак ќе се оградам и ќе изразам резерва додека не излезе на виделина евентуалниот документ што го подпишал представник на МПЦ. До тогаш се е ова шпекулација. Инаку Раковиќ не е аналитичар, он е историчар. Историчар, да. И него му е забрането влегување во Црна Гора, ако не сте знаели. Да. Забрането е и е националист, тежок националист, но има логика, неговата анализа има логика. Ако ние имаме решение од ФАНАР дека ние можеме да, односно Охридската архиепископија има юрисдикција само на територија на Македонија, тогаш таа нема логично да се заклучи дека таа нема юрисдикција надвор од границите од територијата на Македонија. Тогаш би била юрисдикцијата, нели, по некоја логика на бугарската црква, заради тоа што нели таа ни е мајка црква, се согласивме да ни биде мајка црква, или тој вели, Раковиќ вели, барем 1/4 од епархиите во странство би подпаднале под власт на грчката православна црква, која што нели ги испрати своји попови да служат во тие цркви. Мене повеќе верно ми ова што го спомнавте со мајка црква и ние сите се чудевме зошто е мајка црква Бугарија, зошто е мајка црква Бугарија. Да не излезе ова причината зошто е мајка црква Бугарија. Да не излезат на крај бугарите да го добијат тоа што го бара, а тоа е Охридска архиепископија да биде под нивна власт. На овој начин добиваат некаква сатисфакција, која е БПЦ мајка на МПЦ, Охридска архиепископија е единствена неразколничка. Ништо ново. И 915 исто играле бугарите. И 941 исто играле бугарите. И сега во 2022 година пак играат исто бугарите. Па ако можат очите им се свртени према Македонија. Потпуно исто и во сегашната ситуација секогаш бугарите исто играле пред секоја војна. Ама зашто е молкот на македонските општественици? Еве зашто е молкот на нашите историчари, на нашите теолози, на нашите аналитичари. Зашто за ова не се зборува во Македонија? Зашто треба Александар Раковиќ од Србија да ни кажува? Да не ги отвара очите. Дали бил националист и ирелевантно. Но неговото тврдење, неговата анализа има логика. Зашто во Македонија нема кој да го каже ова и да не предупреди? Се крие нешто, се прави нешто за сцена. Имаме ли Академија на науки и уметности? Па имено, зашто никој од Академијата на науки и уметности не излезе да го каже ова? Јас Кутра Македонија што све плакеше 70 години? Кого све не плати, какви све не докторати, за да на крај го доживее ова што го доживее? Мајка, црква. Ке видиме, ова ќе мора, полека ќе се зголемува притисокот, ќе мора тој документ да излезе на виделина и ова ќе мора објаснување. Ама не мислам дека ФАНАР би излегол, особено не таква религијска организација која што е многу конзервативна по својата природа, да излезе со тврдење дека има подпишано документ МПЦ таков, а тоа да не е точно. Вие ви стои Вселенскиот патриарх толку несериозен да лаже? Па имено. И докаде ќе ја тераме ова работа? Мислите ли дека има во Македонија доволно критична маса, доволно опозицијски потенцијал? Се не зборам за политички потенцијал во опозицијата, но зборам опозицијски потенцијал кај граѓаните да излезат на улица да направат нешто. Мислиш национална свест кај граѓаните? Национална свест кај граѓаните. Види, се е релативно. И кога почнува револуциите ги изведувале 1% од граѓанството. Комунизмот не го донеле милиарда луѓе. Комунизмот го донеле малку луѓе започнале со идејата, така да и оваа работа не значи сега ако граѓанството кое што е резигнирано од овие работи што вие ги кажувате, не значи дека не знам, за месец, 2, 3 или за 6 месеца не може да биде огромно мнозинство кое што... Се согласувам, ама овие работи еве ги се кријат кај нас, не се соопштуваат на јавноста. Или кога се соопштуваат како некое достигнување, како некоја убава добра работа.
И искрен да бидам, и јас во првиот момент кога кога го прочитав соопштението, и мене ми се виде како позитивна работа. Конечно, после 55 години, Охридската архиепископија не е Ќе во пеела шизма. заедно со другите цркви. Да, не е расколничка црква. И тоа е многу големо достигнување. Ќе сме пееле заедно со другите цркви. Или другите цркви ќе може да пеат кај нас. Како што И сега кога пеат. нашите владики ќе одат во странство, ќе биеле камбаните. Тоа е главната придобивка, ништо повеќе тоа. Дали не признавале или не признавале? Да, ама тоа значи дека сега и грчките попови ќе може да пеат во нашите цркви и тоа се надополнува со ова што го кажува Раковиќ. Види, јас толку многу не се разбирам во овие црковни работи и еве, ставам некоја задршка, но на што мислам дека ние не требаше наврат на нас да бараме признавање. Од друга страна, украинската црква не е признаена, црногорската црква не е признаена. Значи има цркви кои не се признаени. Ние треба да се здружиме со тие цркви. На една страна тие што мислат дека се признаени, на друга страна ние, и ќе се дојде ден кој ќе треба да се обединиме и да се признаеме сите. Само тоа треба да се истраи, ништо повеќе. Преска само Александар, објавивме еден српски верски аналитичар, пошто немаме, како што рече, наши кои што уште се огласуваат по ова прашање. Тој им даде интервју за порталот Локално. Се работи за Драшко Дженовик. Тој вели дека Вселенската патриаршија се уште официјално не ја признала МПЦ за автокефална, иако вели дека се добива таков печаток по медиумите. Но на што е најинтересно, он вели дека Охридската архиепископија во овој момент најверојатно ќе има највисок степен на самостојност, независност во рамките на СПЦ, бидејќи се уште не е решен црковниот спор помеѓу МПЦ и СПЦ. Ова е само еден чекор во решавање на тој спор. Ама тоа значи дека нашата црква пак ќе биде под јурисдикција на српската. И на вистина Како не ќе знам. биде по јурисдикција на српската црква, а мајката црква Бугарија? Не. Во овој дел во кој што сега, во оваа насока во која што сега се тераат работите, нас Вселенската патриаршија испоред соопштението од ФАНАР не упатува да ги продолжиме преговорите со СПЦ. Тоа е уствари целата работа. Не одиме на тоа решение каде што Бугарија ќе ни даде Томос и ќе ни рече ние сме ваша мајка црква. Да, во соопштението од Цареград стои дека во овие преговори треба да се вклучи СПЦ и тие ги охрабруваат СПЦ да започнат преговори во рамки на Вселенската патриаршија со МПЦ или со Охридската архиепископија. Колеги, за да ви биде гледан емисијата, викнете некој од владиките. Не, ова го збориме како дел од откинување на уште еден дел од националното ткиво. Во секој случај немаме комплетни информации за да даваме конечен суд. Се согласувам апсолутно. тук. Се согласувам апсолутно, но за она што имам информација, она што знаеме да го коментираме, тоа е поскапувањето на животот или 10% инфлација во периодот април Јануари. да, јануари-април. 10% инфлација. Како ќе се одрази тоа и како ќе се снајде? Тоа се на кожа ќе ни се одрази. Ова е почеток. Војната почна 24 февруари. И гледате како таа влијаеше негативно, војната ќе трае, најнегативните ефекти ќе бидат ноември, декември, јануар наредната година. Ова се почетоци. Уште ќе расте инфлацијата, енергетската криза ќе се зголемува, кризата со суровини репроматеријали, исто така ќе се зголемува кризата со нуклеарно гориво, значи ураниумот е битна ставка. Украина рани 400 милиони луѓе, 40 украинци, 360 други. Значи тоа сериозно ќе, бидејќи луѓето не може ни да орат, нема да можат ни да жнеат. А згоре на тоа гледате дека им се забрануваат цели танкери, цели композиции при извозот. Ако им биде невозможено најголемите количини да одат преку воден сообраќај, значи и тоа што ги имат нема да може да го извезат. И во делот на прехранбената индустрија ќе се зголемуваат трошоците. Така да ако завршиме со инфлација 10%, мислам треба да викаме ура. Ама нема да завршиме од проста причина што поскапуваат и кредитите.
Да, кредитите мора да поскапуваат за да се намали емисијата на пари во оптек. Значи, ако поскапуваат кредитите, помалку ќе се зима кредити, ќе има помалку пари во оптек и тоа ќе врши притисок да цените да не можат да идат нагоре. Значи ќе се намалува куповната моќ. Но истовремено имаме и зголемување најава за зголемување на цените на електрична енергија. Но уштедена енергија. Тоа ние, како да ви кажам, тоа не ни бега. Така да моите заштеди од ноќеска од 1, све се плашам да не ни бидат заштеди од 8, па до сабајле до 8. Цената на енергијата нема да се намалува, туку ќе се зголемува. И јас вчера имав средба со еден владин представник и му велам зошто сега владата не биде гарант и да земеме 300-400 милиони евра кредит. Сите институции, јавни предпријатија, болници, владени институции, установи, градинки, училишта, општини и сите да преориентираме потрошувачката на штедливи потрошувачи. Сите што можеме да воведеме ветерници, фотоволтажи и така натаму. Таа инвестиција наша ќе ни се исплати отприлика за година и пол. И тоа ќе биде исто како да сме изградиле една централа од 80 до 100 мегавати. Затоа што често пати знаат граѓаните, ама зашто не земете од европските фондови? Додека ние земеме од европските фондови ќе ни поминат 3 години. Проекти, одобрувања, согласности, вакви, такви, бордови, едно, друго. Јас за градинка во Бардовци што ја правиме, 2,5 години течеше постапката за да добиеме некои 17 милиона денари за да ја градиме таа градинка. 2,5 години течеше постапката. И затоа мислам дека ако би била владата гарант да можат сите институции да земат, подхитно да се преориентираме на зелена енергија, на обновливи извори. И на обновливи извори на енергија, и на да се намали потрошувачката, значи тоа на краток рок ќе даде огромни ефекти. Ние сега сметавме рефлекторите што ги имаме на спортските терени. Ако од 400 вати ги намалиме на лед 150 вати, заштедата, иако просечно 6 месеца работат по 4 часа на вечер, заштедата на годишно ниво ќе биде негде околу 1,5 милиони денари, а отприлика 22.000 евра или 1.300.000, 1.400.000 ќе треба да дадеме за нивната замена. Што значи, за година дена ние ќе ги отплатиме замената на рефлекторите. Ама треба интервенција и во законот за производство на електрична енергија или во законот за овие што ги уредува производството на електрична енергија од обновливи извори. А таму не знам дали не е актуализиран тој закон во јавноста, но таму има сериозни пречки за физичко лице, за индивидуалци да си постават фотоволтаици. Александар, освен градоначалникот на Карпош, кој и се расправа со народ и се обидува да штеди, вие приметувате некој друг во државата да бара чаре за зголемените сметки за струја? Никој не бара. 90% од установи, болници, јавни предпријатија, општини, училишта, градинки, мислат дека владата ќе им дајала пари да ја платат струјата. Добра, ќе ви даде овој месец, ама наредниот, а понаредниот, а до нова година, а после нова година, а наредната година ова време, кој ќе ни даде? Голем дел и од сметките, например во Карпош, јануар минатата година бил 1.290.000, јануар ова година бил 2.400.000. Февруар била 1.280.000 2021, оваа година е 5,4 милиона. Март била 1.290.000 минатата година, оваа година ни е 7,4 милиона денари. Значи, и тоа ќе оди натаму. Сега да видиме за април месец, пошто штедевме, пустевме, туревме и случувавме да видиме колку ќе намалиме потрошувачка. Од друга страна, еве, гледам, јавниот градски превоз генерира загуби. Абе, не може ни, како мислиме тоа? Цената на нафтата се качува, цената на билетите не се зголемува. Кој ќе ги покрие тие загуби на јавното градско предпријатие? И ова ќе трае. Ако цената на билетот не ги прати трошоците кои што ги има јавното градско предпријатие, тој ќе работи со огромни загуби.
И во исто време гледаме најголем дел од општините не да уѓаат алтернативни извори на финансирање или штедење, туку земаат кредити од домашни банки, од комерцијални банки. Ќе ги За да платат се до враќа. сегашните сметки, а идните сметки како ќе ги платат? Значи, чаре мора да се пара. Едниот дел мора да се намали потрошувачката, а вториот дел е да се стават штедливи овакво корисници, како што се светилки и други потрошувачи. И третиот дел, сите што можеме да идеме на фотоволтажи и други обновливи извори на енергија, за да направиме големи заштеди и да направиме само производство на електрична енергија. Вие не гледате ли дека нешто владата се пренамага околу проблемот со енергијата? Не. Распиши си обврзница, вземи си пари, плати си, задужи го народот, тере да понатаму. И до кога ќе трае оваа ситуација? Како еве имаме активна блокада во собрание. Мислам, блокада не може да биде неактивна, мора да биде активна, така да и самата семантика е неточна. Александр, активна блокада е она што ја правеше Заев, со шатори пред влада, со напуштен парламент. А активна блокада со седење у парламент, со плата и со дневници, е платена блокада. Заев тогаш машки искочи, си отиде пред влада, си стави шатори, си протестира, не се враќа у парламент. Еден куп странци дојдоа да го убедуваат да се врати, да не притискаат нас, да попуштаме и така натаму. Блокадата е ваква, само ради пустите дневници. Добре, до кај ќе ја тераме работава? До кај ќе ја тераме држава? Јас имам различно мислење. Мислам дека ние имаме многу сериозни причини да седнеме и власт и опозиција да договориме 5 до 7 работи кои што без разлика кој ќе дојде на власт ќе треба да биде поддржан од другиот. Еве прашањето за Бугарија, за енергијата, за Бугарија. Дали верувате кај мене, како градоначелник, ако ми се јавуваат инвеститори од Дубај, ако ми се јавуваат, не знам, од други арапски земји, ако ми се јавуваат инвеститори од Србија, ако ми се јавуваат овие барат да дојдат со мене да се сретнат Белград на вода што го граделе, што останало за лад? И ние кога ќе дојдат тие луѓе, имаме ли проекти кои ќе им понудиме? Треба поне 50 проекти, бурим, што сакате, повелете да инвестирате. Ние немаме проекти, немаме ништо. Што да ги донесам во Карпуш, кога немам ни еден урбанички план? На што да дојдат луѓето? Сега, ние и кога се нудат инвеститори кои што имат милиарди на располагање, нас тоа не ни интересира. Па ние, нели, Чебрен, Галиште, не знам, Бошков мост, сега види, Чебрен да не се гради ради желките. Ова, како се вика, Бошков мост да не се гради ради рисот Марко. Фотоволтажи ради гуштерите да не се граделе, а ветренјачите да не се граделе ради птиците удирале во тие перките. А малите хидроцентрали па ги мелеле рибите. Па и тие да не се прават. А дрвата, ако ги сечеме и се грееме на дрва, ја нарушуваме екологијата. Ја не знам, нели е се до тоа смешно? Во ред, има и такви што мислат им се побитни гуштерите од луѓето во ред, ама затоа нас народ не бира за да носиме одлуки. Затоа тие ќе бидат непопуларни одлуки, кои што некој ќе ги критикува, ќе протестираат. Ама еве СДСМ излезе на протести 2014, 15, 16 беше дел од тие протести. Се бореше СДСМ на Бранко, се бореше СДСМ на Заев против популизмот на Никола Груевски. Добре. Против популистичките мерки на Никола Груевски. Од ова поголем популизам во моментов ја немам видено. У активна војна во моментов е во рамки на Европа, ама не е далеку кога ќе стане светска. Во активна економска криза, можеби полоши од она од 2008 година. Не се споредува. Со активна напад на интегритетот на државата, ти све си решил минимална плата 18.000.
и вештачки ги доведуваш фирмите да немаат капацитет да постигнат да платат плати и придониси по тие 18.000 денари, да отпуштаат работници, па работниците после да се организираат во синдикат или да штрекуваат или да немаш. Значи, ја не разбирам какви се Александар, да се разбереме, 15.000 денари е во среден ресторан ручек за четворица. Навистина стоа малку пари. Ама сега Ама тие што приватните фирми немаат капацитет, немаме куповна моќ, луѓето се мачат со отвори, затвори прават на фирмите. Не е така едноставно со административни мерки да ги натераме да даваат поголем. тоа сам да го кажам. Кој е тој што има пари, а нема од работникот од кој што е задоволен, кој што му го создава профитот, нема да му ја покачи платата, Точно. за да тој биде задоволен за да има пристоен живот. Но јас имам сосема друго мислење. Место да ги даваме парите и за тоа што преговараме, нас не треба да видиме што ќе правиме од ноември месец со енергетската криза и второ, што ако војната се прошири наама? Збирајте пари за оружје. Чистете ги скривниците. Купувајте стратешки производи. Да не биде работата олеле мајко после. Разговарав со еден... Да не биде, ајде го запалиме тенкот, нема акумулатори. Јас Ајде градоначалник го запалиме хеликоптерот, Нема керозин. нема керозин, не бил сервисиран, не бил ова како нешто падна тамо. Значи, далеку НАТО вежбала, бе, НАТО си вежба за него, ама ние што ќе свежбаме? Значи, ако ти на 1000 километри имаш војна, ти треба да го пресвичуваш мозокот, немаш сега да преговараме за плати. Сега мора да преговараме за што ќе се случува со земјата во случај на војна. Апсолутно, за одбранбена стратегија на Македонија не задали. Одбранбената стратегија, вооружувањето, подготовките, обезбедување редовен состав, одбранбени планови да се прават, стратешки производи да се набавуваат, како со енергија ќе биде, ако нема газ, ако нема нафта и така натаму, што ќе правиме, како ќе се снабдуваме, ќе инсистираме ли да речеме да имаме поголема сеча на дрво оваа година и производство на ќумур, евентуално луѓето да се греат на тоа. Значи, чаре мора да се бара од сите аспекти, кога имаш опасност од војна, а имаш време да се подготвиш и греота да не се подготвуваш. Разговарав со еден од најголемите стопанственици во Македонија, една од најголемите компании во Македонија, и разговаравме околу економска криза, некој текст пишуваме и правиме истражување, ирелевантно. Вика, не можеш ти да пишуваш или да анализираш ситуација во приватни компании кога државата која што треба да ги, например, конкретно беше моабетов околу енергијава, околу струјата, гасот и нафтата. И вели вака, ние во периодот кога почна војната, кога почна интервенцијата во Украина, кога се направи хистеријата, беше државните резерви беа празни и ОКТА се испразни веднаш. Грците запреа извоз и ние имаме само од Бургас, а Бургас почна да намалува како се вика, да намалува капацитети, затоа што не може да стигне доволно танкери со нафта. И сега сме во ситуација кога ние немаме, ние сме во ситуација утре да пукне од сега 2 петарди некој да дојде да фрли, ние немаме со што да ставиме, немаме од каде. Ако се овие стратешки капацитети празни, како ќе преживее држава? Ваква несериозност, апсолутна несериозност. Ние не гледаме, Советот за безбедност по мене треба на 2 недели да заседава оваа држава. Кога последен пат сте го видели Советот за безбедност да заседава? Или мирно нема проблем? Така е. Еве Бугарија ќе земеме за пример, во Бугарија Радев има еднаш до 2 пати неделно Совет за безбедност. И па преку Црно море му е војната. Како нема да има? Ами нас ние што вика Милош, и нас ние. Како? И нас ние, ако ја гледаме Ако на зафати Бугарија војната, доаѓа војната кај нас касно, ќе биде да се подготвуваме. не ги гледавме рутите. Јас градоначалник би купил цвеќе за кој ќе влезе тука да му фрламе на плоштад, пошто другаче ништо не можеме да направиме. Мислам, сега сме у таква една лоша ситуација и економски
буквално на секое поле сорозени, Милош, што само во цвеќе најмала можеме да рака ќе земеме. бидам командант на батальон, така да ја цвеќиња не фрлам. Кого ќе се бориме? Ја ќе се борам, ти сега не знам. Во најмала рака командант на батальон ќе бидам. Инаку граначалник, за тоа што говоревте за екологијата, екологистите, правев еден разговор со пријател мој близок, екологист, голем поборник за зачување на животната средина, ми вели добивме грант од Холандија, добивме грант од Велика Британија, од Германија. И сега јас добро го прашувам, викам, кај е рисот у Германија? Па вика, го имаат истребено. Па добро, викам, зашто го спасуваат кај нас? Викам, каде е септиците, грабливки во Холандија? Па нема, вика, нивните ветерници, нели исто, па ги покосиле. Сега, нас не учат едно, а они си ги гледаат цело време своите тогаш интереси. холандската амбасада финансираше невладини организации кои што се бореа против истребувањето на како се викаше, на келјавиот орел или мршојадец кој да беше, за да не... Чекате ме луѓе, тие толку споро се вртат, а што ќе кажат пропелерите на авионите? Нема се да влагаме на вагање на влезено Никој не ги стратешките интереси не се грижи за државата. Против екологијата, меѓутоа ние и аутопут кога градиме пресекуваме пат на, не знам, на зајците, на желките, на срните, на значи се што год да правиш, куќата која ќе направиш и која ќе оградиш ти нешто, некој животно го оградуваш. Меѓутоа има работи кои што се приоритет. Не сме ние против екологијата, ама јас ќе повторам сега. Значи, ветерањачите, птиците ги уништувале. Овие малите централи не знам што биле штетни за рибите. А ако правиме хидроцентрали, не можеле желките и рисот Марко да преоѓа. На јаглена кој било загадувало околината. Како мислиме ние да живееме? Како викаше Сталин? Национализација плюс електрификација равно социјализам. Значи, у ниедно општество без енергија не може да се развива. И тоа социјалистичкото, и капиталистичкото, и секој без енергија нема развој. Ако идеш на варијанта да зголемуваш производство на енергија, имаш и друга варијанта, да намалуваш потрошувачкото исто како да се зголемува производство на енергија. Мислам дека ние треба да биеме битка на двете полиња. Но, од друга страна, рудниците не ни требаат исто така. Има европски директиви кои што викаат Европа мора да биде суровински одржлива заедница. Да. Што тоа значи? Тоа значи дека тие се спремаат за долготрајна војна. Значи во војна ти не можеш да земеш суровини од друго место, мораш само твои да користиш. Тоа значи дека до последен рудник ќе биде активиран во Европа за да суровински станат независни од Русија, а тоа сето укажува дека може да има подолготрајна или може да биде да има војна од поголеми размери. Што чекаме ние? Што не ги отвараме тие рудници што ги имаме? Рудни богатства што имаме и така натаму. Народ ќе се запосли. Точно тоа го каже председател на Европска комисија на отварањето на Александрополос. Тоест на почетокот на работата во Александрополос. Тоа го кажа, Европа треба да развие, Европската унија треба да развие собствена стратегија за самоодржливост при како се ги викаат тие примарни материјали, како ги викаат? Суровини и repроматеријали. Repроматеријали, да. Примарното производство да го обезбеди. И ние платите. Европа ли ќе ни обезбеди нас? Ние треба да се обезбеди. Ние треба да почнеме. Да не заборавиме само дека молевме за зејтин, кога имаше недостатоци кусоци по продавниците по маркетите. Вчера Македонија потпиша договор со Албанија за извоз на масло за јадење. Значи воопшто не се размислува во ниту еден момент за националните интереси. Да не го говориме моментот во кој што Бехтеши немаше македонско знаме за себе. Имаше само албански. Да. Имаше само албански знамења. Ајде, значи сме поминале преку сето тоа, ама која е иронијата, која е безобразлукот да молиш пред 2 недели за капка масло за готвење и денеска да дозволиш извоз на истото тоа масло за кое што си молел од Вучич во Албанија. Јас немам ништо против албанците, ама немаме масло. И после кам ќе го казнуваат? Ми рекоа дека најголем проблем, нели имаат повеќе бизнеси тие, значи витаминка, најголемиот проблем дека им е обезбедување суровини за маслото, за зејтинот. Тоа во моментот во
сите производи кои тие ги произведуваат, зејтинот им представува најголем проблем обезбедување на суровини за зејтин. А не утре да почнеме да садиме сончоглед или маслодайна репка, утре да почнеме да ја произведуваме, тоа ќе биде 5 пати поскапа суровина за од проста причина што треба да се прво да се обезбедат површини, да се преориентира производство, голем дел од тие површини кои што порано биле. Треба да се наводнува. Треба да се наводнува, треба да се купи ѓубриво кое што е драстично зголемено. Мислам цената му е зголемена. Кај е излезот, до кај ќе ја тераме, Јакимовски? Вака највеќе искуство имаш у македонскава политика. Па имам, нека стават министри по 25 години и тамо ќе одиме. Луѓе што си разбираат работата. Министрот за земјоделие во неговиот дел, министрот за економија во неговиот дел, тој за финансии во неговиот дел, тој за труд и социјално, ово е во одбрана во неговиот дел. Значи секој да сугерира превентивни решенија за она што следува. Дај Боже ништо да не се случи. Дај Боже ние да имаме хиперпродукција на земјоделски производи или на енергија, ќе бараме чаре, тогаш ќе му мисле, многу е лошо ако имаш помалку производство, а немаш од каде да набавиш. Оти ако дојде до војна, многу земји ќе забранат извоз на прехранбени. Ама што се надева мене дека НАТО ќе ни донесе и дека Европска унија ако сме, не знам, фини со нив, дека тие ќе ни обезбедат прехрана и енергија. Не разбирам психологијата на македонскава политика. Ние си викаме Белким, тоа нема да се случи. Ние се надеваме дека тоа нас нема да не се случи. Као војната у Босна. Знаете како се вика чекај пука у Хрватска, пукат некои делови од Босна, ама Белким кај нас нема да се случи. На тие што им се чинеше лага на страда, им ги запалија куќите, им ги потепаа семејствата. Тие што избегаа на време, се вратија, пак ги обновија куќите, тие што си погинаа. Значи, нас лагани се чини целата ова работа. Ние сме крајно неодговорни како општество. Ние немаме чувство за општо добро. Да, серџиско општество. Ние само кенкаме, ние не знаеме да издржиме 3 дена консеквентно да кажеме чека стоп, ова мора да го издржиме, дај да се стегнеме. Дај да бараме чаре сите. Јас сега, како најмлад и можеби најпесимистички расположен, јас се прашувам дали ја поминавме точката од која веќе нема враќање. Зашто? Затоа што јас навистина не можам да дојдам до идеја, до констатација дека некако можеме сега да се избавиме од оваа ситуација. Оваа ситуација сите говорат дека е резултат на пандемијата, дека е резултат на светската економска криза, војната во Украина, ама ние како 30 години како држава не успеавме да застанеме на здрави темели кои што ќе го издржат овој притисок кој што го имаме ние денеска. Мене знаете што ме чуди? И во ваква ситуација има потенцијални инвеститори кои сакат да инвестираат во оваа земја. И ние тука сме соочени со законски бариери, место да земеме стоп, мене подхитно закони, отваре вратите, нека влезат пари во земјата. Да се санира платно-балансната неравнотежа, да се санираат буџетските дефицити. Ние натаму се чуди заглавени во законски лавиринти, ова министерство не давало таква согласност, ова министерство не давало таква согласност, проекти има, нема. Имаш ли чувство, Јакимовски, дека во државата моќта е сконцентрирана во рацете на 20-тројца луѓе, кои што се ја користат државата како инструмент да се ги бркаат нивните работи? Ја мислам дека немоќта е сконцентрирана во многу луѓе. Немоќта, туку немоќта е сконцентрирана во 50 на луѓе во државата. Чувствувате дека премиерот е моќен? Чувствувате, не знам, министерот за транспорт и врски дека е моќен? Аутопатот 5 години не мрднал. Чувствувате дека министерот за здравство ви е моќен? Кој е моќен во ова? Председателот на државата е моќен, гледа го Вучич, гази како шлепер. Чувствувате дека председателот ви е моќен? Чувствувате архиепископот дека ви е моќен? Кој ви е моќен во? Ја викам напротив, немоќта е не на малку луѓе, кај многу луѓе е дисперзирана. Врзани едни со други, во законски лавиринти и така натаму. И како стигнавме до оваа ситуација?
Па најчесто слушајќи ги европските директиви. Не сваќајќи дека европското општество е многу бирократско општество. Тоа не е ефикасно општество. Тоа може е профитабилно општество затоа што е диктатура на големиот капитал, но тоа не е ефикасно општество. Збориш што ќе збориш, комунизмот беше најефикасен во овие работи, кои треба да се носат брзи одлуки. И вие гледате дека пандемијата најлесно се решаваше во комунистичките земји, потешко се решаваше во демократските земји. Тие земји и во услови на војна и во услови на криза побрзо ќе најдат решение од овие наши демократски општества. Добро, можеме ли да кажеме дека сме уште една неуспешна држава на американците што викаат fail state, не знам, како Сирија, како Либија, еве и Либан после експлозијата. Јас не можам да дадам друга дефиниција, ние говориме за Македонија како хибриден режим, како не знам си што, ама ова е нефункционална држава, ова е држава која што постои само на хартија. Ако највисоките структури на власта немаат контрола, тоа значи дека кај нас владее де факто анархија. Ама законите важат само за обичниот човек. Не, јас ако стопанството 50% од стопанството зависи од државните тендери, тоа значи ти немаш функционална пазарна економија. Ако имаш окторирано демократско општество и окториран судски систем, ти си автоматски хибриден режим. И ние не се трудиме тоа да го промениме. Каква е таа држава во која што 40-15% од бруто општествениот производ го троши државата преку буџетот? Замислете ја Чешка која има 113 милиарди GDP да има 50 милиарди буџет. Можно ли е тоа? Ние на 10 милиарди GDP имаме 4,5 милиарди буџет. Тоа значи, тоа нема функционална пазарна економија. Таа економијата зависи од буџетот на државата. И моето мислење е дека сосема обратна политика треба да се води. Повеќе пари да има кај стопанството, помалку кај владата и кај државата. Тогаш стопанството полесно си наоѓа канали како да ги дисперзира парите и полесно наоѓа кај треба да се инвестира. Оти ние имаш и одговорни влади, и одговорни министри, и неодговорни. Еве вака ќе заглавиш 7-8 години во една инвестиција и ќе тапкаш во место. Се заглавиш у пругата за Бугарија и ќе тапкаш у место. Ќе се заглавиш у оној Велес Бабу на Прилеп патот и ќе тапкаш у место. Ќе се заглавиш во патот Крива Паланка Ранковце и ќе стоиш у место. Па ќе те лажат сега бугарите дека се требали пруга да им направиш, па се требали и што све требаше уште да се прави таму према Бугарија. Па и авиолет треба за Софија да правиш, ќе го правиш, па ќе видиш дека ти е нерентабилен. Ама тоа кога така лесно си позајмуваш пари, распиши си обврзница, земи си пари, распиши си обврзница, земи си пари. Социјализмот подобро го решаваше тоа. Како го решаваше? Си зимаше пари од примарна емисија. И се генерираше инфлација, во еден момент ја запре инфлацијата, ама не се задушува толку кај странските банки. Ние само мериме секој месец колку сме задужени од GDP-то. И на рекордно ниво на задолженост сме се. И тоа ќе иде уште натака, а кризата сега 900 милиарди нели обврзница ќе издава. 900 милиарди. Уште 900 милиарди. Уште ќе се зголемува. Ја споменавте градоначалник Чешка, еве сега во моментов гледам најниско ниво на учество на јавен сектор во однос на бруто домашен производ бил до 39%. 995-та. Од 995-та просекот е некаде 42% од бруто домашен производ се до 2020 кога е 53%. Мене ми е прашањево следно: зошто целиот свет ги следеше овие сулуди економски политики кои што доведоа до инфлација ваква во цел свет? Ама види се, ова инфлација е увозна инфлација. Ова не зависи од нашата неспособна економска политика или лоша фискална или монетарна политика. Ова инфлација е увезена инфлација. Значи цената на енергенсите ти се
на бензинот и на горивата се увезена, на струјата ти е увезена, на гасот ти е увезена, на сите производи што се набуваат, па поготово производи во кои што има метал. Добро, ама ние немаше ли да ја пегламе таа разлика ако на пример имавме доволно капацитети кои што произведуваат електрична енергија? Немаше ли да испегламе тогаш да немаме увезена инфлација? За жал, ние од времето на Панде Лазаров ние не градиме енергетски капацитети. Последен енергетскиот капацитет беше Матка 2. Да, немаше Од ли тогаш немаме изградено ни еден капацитет. немаше ли ние да испегламе да немаме ситуација ваква да опасност да увезуваме инфлација ако државата се ангажираше да се најде собствени наоѓалишта на јаглен? Пругата, ако изместиме Велес Неготино, Велес Гергелија, ние, значи има физибилити студија, можеме да направиме на Вардар 11 проточни централи. 11. Да, таа е актуелен план на Елем, на страната на Елем или по-ново Од ЕСМ. 57 година има студии за таа работа. И не е 11, мислам дека они имаат направено повеќе 22 проточни. Не, нова студија, нова физибилити, ја читав пред сега, ама мораме да ги решиме фекалиите. Значи, мора Вруток, Врбен, Равен, Гостивар, сите села надоле, Тетово, Радуша, доаѓаме Ѓорче Петров, Сарај, Скопје, значи, натаму Велес, Неготино, Кавадарци, значи, Куманово, сето тоа мора да се стави во пречистителни станици. Не сме така фекалите да се пуштат. Значи, тука треба сигурно едно 300-400 милиона евра да вложиме, за да ги решиме фекалиите, за да имаме пречистителни станици. Не може направи пречистителна станица, не кеме да плаќаме одржување. Све мораш да си платиш. На 90 милиона е сега проектот во град Скопје, пречистителна станица на влез и на излез. Колку? 90 милиони. 9. За Скопје најмногу ќе чини. Да. Ама зборам треба да почнеме од Вруток, од Врбен, од Равен, од Гостивар, па надоле сите села како идат према Тетово, после Тетово, Радуша, Сарај, Ѓорче Петров, значи сето тоа, па надоле Зелениково, Велес, Демиркапија, Градско, значи сето тоа треба да се стави у систем кој што ќе испушта во Вардар незагадена вода, која што нема се таложи на дното на езерата и ако не можеме сами да градиме, еве ги луѓе што имаат милиарди ќе дојдат ќе го изградат. Тоа што ќе го изградат, тоа значи дека ќе го зголемува брутоопштествениот, ќе го зголемува производството на Македонија. Има луѓе што имаат пари. Ќе ми ги дадеме под концесија 20, 25, 30 години, како утре ќе се пројдат 30 години. Јас пред 20 години бев министер. Еве ги пројдат 20 години. Ме разбирате? Пред 20 години преговаравме со малезиска група на инвеститори да ја гради браната Бошков мост. Луѓето потрошија $500,000 за проект, за едно, за друго, за све, и на крај кренавме раменици и им рековме не може да градите брана. А Бошков мост до сега веќе 15 години ќе работи. Ќе работеше, ќе произведуваше струја. Ќе произведуваше струја. Сега ме потсети Значи годините многу брзо си поминуваат. Сега ме потсети еден од гледачите, ние додека требаше да собираме акумулациите, да си ги обезбедиме на соодветно ниво, кај нас се испушта лани и преклани, се испушта акумулациите, се произведуваше струја и се продаваш. И сега ние немаме во акумулациите доволно потенцијал да произведеме струја за нас. И за тоа нема никаква одговорност. Така е. Тоа штама. Да речеме, квалитетни централи се мавровските централи, Врбен, Вруток и Равен. Значи иста вода се користи 3 пати. Квалитетни централи се Козјак, Матка 2, Матка 1. Значи од Треска истата вода ја користиме. Да, Козјак, Света Петка, Матка. Да, значи ја користиме 3 пати. Такви хидроцентрали на Глобочица и Власинско, да, Глобочица и Шпилје, на Власинско езеро, Врла 1, Врла 2, Врла 3. Имаме на Драва, да речеме, Драва, Дравоград и не знам третата која е. Значи една иста вода ја користиш повеќе пати. А замислете на Вардар кога 11 пати иста вода ќе ја користиш. 11 по таа од 57 физибилити има нова 20 и нешто. Браната Чебрена, ако не ќе да градиме 192 метра висока брана, може да направиме 2 по 90.
Може да направиме 3 по 60 кусур метра. И па горе-долу да добиеме истата енергија. Значи има решение, само треба да се фатиме и да почнеме да работиме. Колку пари потрошивме до сега, ни еден капитален објект не направивме. 17% капитални инвестиции до денес. 17% капитални инвестиции од предвидени буџет, само 17% се започнати или реализирани. Граѓаните треба да не ценат по тоа. Ние што ја водиме државата. Чекај, овој дали направи нешто добро за државата или овие, дали направија нешто добро за мојот град, па дали направија нешто добро за моето семејство и за мене лично. Ние тргаме прво дали се задоволија партиските и личните интереси, а ова што значи државното, интересите на сите, тоа уопште не интересира. Терцијарно. Гледаме дали овој ни се свига, не ни се свига и најчесто сме научиле нови лица. Нови лица, ама владата не е центар за обука. Еви ги новите лица. На секои 5-6 години ние ставаме нови лица, ама резултатите каде се? За жал, гледаме дека резултатите се повторно ќе се повикам на гледачко што ме потсети, секој како беше секој трет млад човек сега си сели од државата. Друг овдека коментира друг гледач овдека коментира избегав од Македонија, никогаш нема да се вратам. Лоповска држава и сите ќе победат од Македонија. Няма да постои. Добро, тоа се екстремни изјави, има луѓе и... Ама не се екстремни изјави, а потврдуваат оваа изјава. Анкети ја потврдуваат оваа изјава. Секој трет млад човек сака да си сели од држава. Секој трет човек за 2 години ќе стане секој втор. Добро, во државата во која што оди, тамо премиерот му вика, па добро, не морате да се бањате секој ден, ќе се бањате секој трет ден, не мора цело време да имате струја, ќе имате вода. Не мора да ви биде толку топло, ќе биде 18-19 степени и тие држави за него се подобри. Кога ние би им рекле дека на 2 пати неделно треба да се бањате, ќе не кажат на криво магаре. Во земјите во кои што одат, тоа им го кажуваат сега. Ама како и Бислимовски тоа ни го кажа денеска на нас. Ама таму има и надеж дека ќе биде подобро. Мислам дека е тоа клучниот проблем. Кај нас е веќе... Не само надеж дека ќе биде подобро, таму има во суштина има правда. Тука луѓето се нервираат. Надежта дека е подобро затоа што, како што реков, тие се диктатура на крупниот капитал. Имам само вонредна вест да споделам со вас. JP, значи најголемата инвестицијска банка во и една од најпознатите во САД, JP Morgan, да, шефот на тргување со акции, со хартии од вредност, вели дека влагаме во рецесија. Вели Кина е во целосен локдаун, инфлацијата е надвор од контрола, Украина продолжува да влијае врз ланците на достава. Оние animal spirits познати во економијата кои што ви викаат се веќе мртви, Федералната банка изгуби целосна контрола. Вика доаѓа рецесија. Вика резултатите се катастрофални. Во исто време S&P, значи на Standard & Poor's, тоа е позната рейтинг компанија во САД, според индексот на 500 најуспешни компании во САД, има само за денеска пад од 18% на акциите. Значи до утре се очекува она што го велат bear market, тоа е кога има во еден ден, во неколку дена пад од 20% на акциите, што е многу лош сигнал за инвеститорите и за севкупната економија. Украина во моментов има месечен недостаток од пари од 5 милиарди евра. На годишно ниво е 60 милиона евра, а таа бројка ќе се зголемува ако војната се проширува према североисточниот дел. И таа војна треба не само да ја финансира војната некој, туку да ги покрива основните потреби на државата. Функционирање на влада, функционирање на здравство, функционирање на пензиски систем, социјална заштита на луѓето и така натаму. Зашто? Значи, тоа чини минимум 5 милиарди евра месечно. За сега. А ако се префрли во другиот дел, затоа што овие делови сега што се отцепени, се оведува рускиот систем, се оведува рублја, почнуваат пензии во рублји да им се исплаќаат и така натаму. Значи, овој дел другиот треба некој да го финансира.
Од една страна сите се соочени со зголемени воени трошоци, од друга страна треба да финансираат војна во Украина, покрај војната, значи треба да обезбедуваат оружје и муниција за себе, треба да обезбедуваат за украинците, но во исто време треба да ги сапортираат и социјалните потреби на Украина. Значи, а од друга страна цените ќе скокаат, суровините ќе скокаат, енергијата ќе скока, ќе се намалуваат бројот на работни места, ќе има отпуштање на работници, тоа значи во тие земји ќе се намалува акумулативната способност на стопанството, ќе се намалува профитабилноста, ќе се отпуштаат работници, ќе се намалува GDP-то, ќе се зголемуваат буџетските расходи, а ќе се намалуваат буџетските приходи. Значи, добро вика, ќе влеземе во рецесија и ќе влеземе. Излез со ситуацијава, Јакимовски сметаше дека е доволно тоа што е дел си од огромен дел од опозицијата, од опозицијската коалиција, сметаш ли дека е доволно ваква активна блокада, ваква... По мене, например, лично, по мене е ова преблага мерка. Вака се, ја повторно ќе кажам, по мене блокада беше она што го направи СДСМ 2015-2016. Го напушти парламентот и си отиде пред владата со шатори. Да, логично би било да, например, да се онеспособи собранието да функционира. Но Бидејќи кога ќе излезат пратеници од собрание, извини што земам збор, кога ќе излезат пратеници од собрание, во таа ситуација собранието им сега во моментот мнозинството има 67 пратени. 67 пратени значи дека никој од парламентарното мнозинство, владеачкото мнозинство не смее да оди до ВЦ кога ќе се гласа било што. не, Дима тие не е така. Тие ќе изгласаат дневен ред, расправата ќе тече со помалку пратеници, кој ќе се исцрпи тие точки од дневен ред од таа седница, ќе се иде на друга седница, на трета, на четврта и еден ден ќе се соберат 60 пратени да ги изгласаат сите закони од, да речеме, последните 10 седмици. Добро, тогаш како ќе ја натераме оваа влада да се само распушти и да идеме на превремени парламентари? Јас сум повеќе поборник дека ни треба влада за национален спас, дека треба умни глави од оваа држава, и универзитетски професори, и академици, и политичари да седнат и да направат сериозен стабилизационен програм за оваа држава од сите аспекти. Значи, Македонија не може да обстане со волкова администрација, Македонија не може да обстане со ваков правосуден систем, Македонија има нефункционална пазарна економија, Македонија има сериозно нефункционални институции, Македонија има сериозна енергетска криза, се претвори во трговска држава без производство, готово да не постои машинска преработувачка индустрија. Значи, нас не треба Корупција. еден сериозен програм во кој што кој да дојде на власт треба да има поддршка од другиот. Значи, денеска проаѓам покрај инфективна клиника. Ја гледате распадната, паднала фасадата и си викам, па белки оваа инфективна клиника заслужи една фасада, мајко. Апсолутно. Тие луѓе тамо колку дадоа жртви, колку успеа спасија животи на овој народ, како да е, тие луѓе не леча, па белки им заслужија подобри услови, барем од надвор да им ги направиме подобри услови. Одете, пројдете покрај инфективна клиника и во оваа ситуација таа клиника да не заслужи да измалтерисаме како што треба со едно еже, она, како се вика, јарец, да ја пројдеме. Не е ли срамота? Не е ли срамота во оваа ситуација на тие луѓе што над човечки напори животите своји ги ставија во ризици, доктори ни починаа заразени од овакво, барем на таа клиника малку да... Вучич направи 10 општи болници, 4 клинички центри, 2 ковид болници, една во Крушевац, друга во Земун. Двете болници имат 1500 кревети. Кај нас Степачка беше за кревет. Степачка беше за кревет. Што ако биде војна? Каде ранетите? Каде болните? Каде? Значи, имаме сериозни, значи не е... Значи, верувајте, преска проаѓа покрај од тој задниот дел на инфективна клиника и викам, барем заслужи оваа инфективна клиника да...
Барем фасадичката да ја направиме, ако не друго. А 3 години скоро се бориме со ковидот. И да нечеме чеке, барем на овие луѓе малку подобри услови. Што се однесува до техника, до кадар да им обезбедиме, да ги окречиме, да ги офарбаме, опрема да им се донесе како што треба. Малку подобри услови, надвор да изгледа таа болница. Малку да се вратиме назад на локално ниво, имаше неколку прашања и сите беа поврзани со зонското паркирање. Да. Што ќе се случува со зонското паркирање? Некои граѓани бара за Симпо, во близина на Симпо, некои не сум сигурен сега да не ги враќам назад. Да, токму тоа се однесува на делот ке Симпо. Да. Значи Карпош 1, Карпош 2, оној дел кај млечен ресторан, кај Министерство за економија, значи од се што е граница Рузвелтова до булевар 8 септември. Тоа ќе биде? Воведуваме зонско паркирање. Зошто? Значи, ова е краткорочна мерка. Знаеме ние што сме ветувале повеќе катни гаражи, платформи и така натаму. Во моментов немаме пари, но мора да ги заштитиме нашите граѓани, затоа што, например, вработените во ПУИК, во јавното предпријатие стамбени деловен простор, преку 200 луѓе возилата ги паркираат на територија на општина Карапош. Вработените во СЕА, во другите фирми, сите ги оставаат на овој дел. Трето возило кој има од центар, сите на територија на Карпош го паркираат. Има толку безобразни луѓе што имаат фирми за продажба на возила, кај што начекале празен паркинг, полека едно по едно 20 на возила своји паркири, таму ги продава возилата. Хаварисаните возила ќе ги решиме. Има не само хаварисани возила, кам приколки оставено, значи сето тоа ќе рачистиме за да се ослободат на ваков начин повеќе слободни места за паркирање на граѓаните на тој дел од општината. Значи превентивно првата работа што ја правиме за да ги заштитиме од оние што неодговорно ги оставаат своите возила во делот на Карпош и го загрозуваат животот на граѓаните на Карпош. А инаку инсистираме да сите граѓани на Карпош кои ќе дојдат на територија на Карпош 1, Карпош 2 или овој дел кон млечен ресторан да не плаќаат. Значи карпошани да не плаќаат кога ќе одат кај своите роднини пријатели во овој дел. Значи ќе има регулирана, ќе биде таа ситуација, значи нема да има... за првите две кои возила нема да се плаќа, мислам дека ќе биде 25 денара од час и од останатите делови на Карпош граѓаните да не плаќаат. Тоа ние инсистираме до јавното предпријатие за градски паркинг. Украина ќе дискутираме? Инаку ова не е моја одлука, значи сме направиле елаборати, ги одобрил Министерство за внатрешни работи, ни ги враќаше неколку пати. Па сега исто така анализа на ова треба да прави градски паркинг, па потоа треба да се направи студија за обележување на тие паркинзи и потоа да започне зонското паркирање, обележување и така натаму. Александар праша дали ќе коментираме Украина, веројатно ќе коментираме, само имам предлог еден првин да коментираме пактот. Мене ми наликува на пакт кој што го потпиша Велика Британија со Финска и со Шведска, во кој што се обврзува дека ќе ги заштити во случај да бидат нападнати за време на нивната интеграција во НАТО. Нивната интеграција се очекува да започне во НАТО, односно тој процес во нивните собранија се очекува да отпочне нареднава недела што следува. Еве, јас правам една историска паралела. Јас колку што знам, Полска имала со Британија 39-та пакт. Тоа после нападот на нацистичка Германија на Полска започнува Втората светска војна. Дали полека ги гледаме контурите на светски конфликт? Јас овде уште првиот момент на првата емисија кажав дека све наликува на 1939 година кога имавме војски на границата со Русија. Денеска повторно имаме иста ситуација. Војски на границите со Русија. Дали ќе заврши таа војска во Москва или ќе заврши во Брисел, јас све мислам дека ова војна нема да се ограничи само на Украина.
Гледам дека некои велат дали Путин иде на све или ништо, ја мислам иде на све. Прилично гледам дека ова ладнокрвно го тера, Западот доставува оружје и така натаму, дава отпор украинската војска, кој што е недоволен, и страда цел свет. Многу е чудно што муслиманскиот свет и арапскиот свет не даде подршка на Украина и не даде подршка на санкциите против Русија. Многу е за мене симптоматично. Напротив, арапскиот свет целиот генерално арапски, даде муслимански подршка свет на не дадоа. Да, имаше една снимка која што беше објавена во медиумите, напротив, арапскиот свет даваше поддршка, таму го воспеваат Путин. Се добро, ќе речеме Ирак, било тоа Сирија или Палестина беше. Или не, и во Сирија имаше неколку снимки, сириската војска го воспеваше. А што збориме за Ирак? Што збориме за Иран? Саудиска Арабија, Емирати, некој од нив дали воведе? Не воведа напротив, Катар. не воведа напротив, тие ствараат фолклор од Путин. Тие го воспеваат Путин. Многу е симптоматично. Значи, тоа се Блискиот Исток не воведува, Турција не воведува санкции, Латинска Америка, освен Француска Гојана, никој не воведува санкции. Значи, сериозно е светот поделен на Западна Европа, Англија и Америка и Австралија и Канада од една страна и остатокот од светот. Значи, по завршувањето на оваа војна и на после тоа ќе мора да има студена војна, мислам дека многу промени ќе има во светскиот поредок. И во Обединените нации, и во целокупниот светски поредок. Веројатно нема. Во платниот меѓународен промет, приматот, дали ќе го задржи доларот или петројуанот ќе ги зголемува, ќе јакне. Значи, ова е сериозна битка за превлас и за моќ. Не само во политичкото влијание, во военото влијание, во економско влијание. Значи, за некои земји ова е да се биде или да не се биде. Ова е да се биде или да се не биде и за Русија, и за Америка, и за Европа. За сите е ова, значи, одење по жилет. Јас можам да го разберам арапскиот свет. Например, денес имавме, односно вчера се случи, тој имаше убиена новинарка на Ал Джазира од страна на израелската војска. Никој тоа не го пренесе. Тоа не е трагедија. Кога ќе умре араб, не е трагедија. Кога ќе умре еден украинец, кога ќе умре еден американски новинар во Украина, тоа е пренесено од сите светски медиуми. Никој не го осуди денеска Израел што неговата војска уби новинар со шлем, со панцир, со прес, со сите обележја, кој што известуваше во живо патем. И тоа го уби на западната обала патем на палестинска територија. Тоа не знам до каде мисли Западот доди со двојните стандарди и каков рейтинг, каква популарност ќе има. Нема двојни стандарди. Па двојни се. Стандардот е еден. Кај има сила нема правдина, тоа е стандардот. Еден е двојни стандарди. Вие знаете дека по меѓународни правила, кога се две земји во војна, не смее да се испорачува оружје на завојуваните земји, ни на едната, ни на другата. Германија со испорачувањето на оружје и со зголемување на војниот буџет. Сите меѓународни права и правила се прекрши. Ја прекршува Париската мировна конференција. Де факто ја прекршува Париската мировна конференција. Босна не смееше, тие нема оружје, има недостаток на оружје, не смееше никој да го ставува. Па се шверцаше оружје. Милошевич бараше С-300 ракети од Русија, вика вие сте под ембарго. Војната не им доставија, исто Русија тоаш го почитуваше тоа. Они бара С-300 ракети. Пред НАТО бомбардирањето 99 година бара С-300 ракети од Русија и не добија. За крај, ако нема што да додадеме, мислам да кажеме крај за ова издание на Тешки муабети. Морам да потенцирам уште еднаш граѓаните од Карпош кои што коментираа по образложението.
за зонското паркирање, значи граѓаните на Карпош нема да плаќаат зонско паркирање. Ке И се плаќаат воведува само на еден дел од општина Карпош, оној што треба да го заштитиме од како да кажам, несовесно паркирање целодневно на граѓани кои што работат и живеат во општина Центар и несовесни граѓани кои што паркинзите ги користат како паркинзи за продажба на возила, оние што имат хаварисани возила, нерегистрирани возила, камп-приколки и така натаму. Тоа беше тоа од вечерашното издание на Тешки муабети. Оние кои што сметат дека треба државата да ја сега да зборуваме афирмативно за државата, ќе ги замолам да си живеат убаво во својот розев свет. Ние тука сме за да ја соопштиме вистината на оние што не гледаат и оние што не следат. Благодарам на големиот број гледачи кои што не гледаа и вечерва. Следете Инфомакс, добивајте ги информациите без цензура. Гледајте не во петок, Тешки муабети со Милош и Палчо, недела со Јанко, понеделник наше Скопје со Данела Арсовска. Довидување. Ја прашам. Текстот на предлогот на Адев порат Пративме да чува.